22 ученици од Кочани имаа ретка привилегија да седнат во столчињата на европарламентарците во Страсбур. Не само што седнаа во нивните столчиња, туку и дебатираа на теми од исклучителна важност за Европската Унија, понудија решенија, а имаа можност и да гласаат за одредени предлози. Оваа симулација, која како уникатно искуство за прв пат ја добија средношколци од Република Северна Македонија и Босна и Херцеговина, е само уште еден доказ дека младите имаат капацитет да ја приближат земјава до Европската Унија и дека многу повеќе во иднина треба да се потпираме токму на нив. Средношколците од средното училиште Љупчо Сантов од Кочани неодамна беа дел од Евроскола, проект со кој на средношколци од земјите членки на Европската Унија им се овозможува на еден ден да бидат европарламентарци. Таква можност за прв пат добија и ученици од земји кои не се членки на Унијата. Со нас тие го споделија нивното искуство во Страсбур. Навистина беше прекрасно искуство и со тоа што ние сме првото училиште од Македонија кое што беше во парламентот во Страсбург на проектот Евроскола. Многу сме горди на самите себе и многу научивме во текот на подготовките и при самото учество во проектот. Најголем впечаток ми остави самата дебата со тоа што можевме да разговараме со многу ученици во врска со темите за кои што се подготвувавме. Учениците ја симулираа работата на европарламентарците со тоа што добија неколку теми за кои парламентот веќе дебатирал, пошто правеа анализа на темата и добија задача да бидат за, против или воздржани, базирано на аргументација. Целта на оваа симулација е младите да ги почувствуваат сите предности и недостатоци на заземањето одреден став. Учениците беа менторирани од страна на професорот Александар Михајлов, кој ги подготвуваше да се представат во најдобро светло на годинешната Евроскола, рамо до рамо со нивните колеги од европските земји. Моето искуство као студент, учествувајќи во симулации на работењето на европски институции или симулација на работењето на меѓународни трговски организации, ме потикна да аплицирам и да барам сличен тип на можности за моите ученици или учениците од средното училиште Љупчо Сантов од Кочани да имаат можност да бидат дел од вакви настани. Идејата на овој тип на симулација на работењето на меѓународни организации е дека учениците во еден ден се ставаат во улогата на пратеници, парламентарци, дискутираат и анализираат реални прашања кои што се дел од моменталната агенда на работењето на Европската Унија и на тој начин даваат уникатен допринос за разрешување или за дополнителна анализа на овие прашања кои што се контроверзни или интересни за пошироката публика. Симулацијата на работа на Европскиот парламент во Страсбург на 16 ноември беше прекрасна шанса за нас како училиште и нашите ученици да го покажат своето знаење на реална тема која што е прилично стручна и сложена, како енергетската криза која што е моментално актуелна на европскиот континент. Нашите ученици кои што доаѓаат од различни образовни профили, анализирајќи ги прашањата низ призма на компетенции и знаење кои што самите ги имаат усвоено во рамки на редовниот образовен процес, можеа и докажаа дека имаат и како што да покажат и понудат како решение или како аргумент во насока на креирање на соодветни политики на ниво на Европска Унија и во поглед на тако сериозно прашање како енергетската криза. Деновиве, евроамбасадорот Девид Гир беше во Кочани и се сретна со учениците и со професорот Михајлов. Се очекуваат и нови иницијативи во иднина. Денешниот настан или инфосредба која што имавме во нашето училиште со амбасадорот на Европската Унија Девид Гир и со членови на делегацијата на Европската Унија во Скопје беше уникатна и супер можност за нас како училиште и за нас како ученици и ментор кои што учествувале на активност организирана од Европскиот парламент, да споделиме искуството со амбасадорот, да зборуваме за сличен тип на можности или иницијативи кои што постојат, се организирани од Европската Унија и како нашите ученици да бидат и понатаму стимулирани, мотивирани да делуваат и да работат на ваков тип на проекти кои што со сигурност ќе допринесат за нивното продлабочено знаење на работењето на Европската Унија. Сметаме дека на овој начин сакаме да покажеме дека и ние како земја која што е аспирант за членство во Европската Унија имаме доволно потенцијал и соодветен кадар кој што може да работи на прашања кои што се поврзани со европските интеграции. The message I got was, first of all, enthusiasm, that young people want to be part of those making the difference, and that the young people here
belong in the European Union and they want to be part of that family and they're already engaging in that. They're halfway there. Една од најголемите придобивки од овој проект дефинитивно е непроценливото искуство кое го стекнаа младите за важноста од јавно и аргументирано изразување на сопственото мислење, можноста да се развие плодна дебата и да се постават прашања до носителите на одлуки. Тие европски вредности и практики се важни за развојот на демократските општества и земјите кои претендираат да влезат во европското семејство.